Во итната медицинска помош Куманово годинава како и претходните две не е евидентирана пријава од граѓанин за каснување од змија. Лекарите информираа дека е набавен серум против каснување од змии во доволни количини. Доколку се случи таква ситуација, веднаш треба да се пријави случајот во итната медицинска помош, чие што екипа излегува на терен, ја дава потребната терапија на пациентот на лицеместо и го префрла на инфективното оделение во болницата. Оваа година не. И лани мислам дека немаше кај нас пријавено каснување од змија. Значи, имаме антивиперинум серум, го даваме кога се случува каснување од змија, значи на терен, излегува итна медицинска помош, боцкаме антивиперинум серум и сите пациенти каснати од змија ги префрламе на инфективно оделение. Последниве 2-3 години ја не памтам, пошто не сме секој ден на работа, нели усмени сме, али мислам дека последниве 2-3 години не сме имале. Значи, не се десило брза помош да излегува на терен за каснување од змија. Може би имало некој што сам дошол на инфективно оделение, да сам се пријавил, ако е овде во град, пошто му е блиско, може би имало. Кај нас не има. Ако се, за не дај Боже, да се случи каснување од змија, значи се јавува брза помош ќе оди кај него на терен, значи ќе видиме каква е состојбата и се боцка антивиперинум, значи антивиперинум серумот се дава субкутано, значи на местото на убод се боцка, на местото на убод, значи најчесто се дешава змија да ги касне на нога. Значи на подколеница се боцка серум антивиперинум, значи субкутано, на местото на убод и се боцка една ампула исто интрамускулно. И потоа се транспортира до хирургија, до инфективно. Актерката Весна Петрушевска е лауреат на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија 2025, соопштија надлежните од Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Фестивалот и советот на фестивалот Денови на комедија Куманово во состав на Сања Русевска, Владанка Крстевски, Стефедин Шабани, Крсто Богоевски и Александар Крстевски доделува награда Васил Илјовски на актерката Весна Петрушевска за особен придонес во театарската уметност, посебно во делот на комедијата. Наградата ќе биде врачена на денот на отворањето на фестивалот Денови на комедија на 24 септември во големата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев, информираат од установата. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера вечер по 23 часот е пријавено дека на автопатот пред граничниот премин Табановце настанал пожар во патничко возило БМВ со кумановски регистарски ознаки во движење, управувано од 23 годишен кумановец. Пожарот е изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Куманово, повредени лица нема. Увид извршила екипа од СВР Куманово. Учениците од основното училиште Карпош во село Умидол и подрачното во Љубодрак деновиве добија училишни униформи. Нови униформи обезбедени се и за наставниците, информира директорот Мирослав Димевски. Изминатите неколку месеци реализирани се повеќе активности во насока на развој на образованието во руралните средини. Учениците заедно со наставниците и местното население реализирале 2 еколошки акции со што обезбедиле услови за овошна градина во која биле засадени 150 садници од речиси сите видови овошки. Цветни градини направени се и во подрачното училиште во село Љубодрак, а се планира и регулирање на сообраќајниот режим заради поголема безбедност на учениците, со оглед на тоа што училиштето излегува на регионален пат. Сега ние имаме идеја да направиме еден полигон за сообраќај, за надпревар по сообраќај. Значи, овие ученици тука и местното население е поврзано со градот и има потреба за сообраќајна култура. А знам дека во Куманово нема некој професионален полигон за надпревар на ученици во сообраќај. Ние имаме простор, во потрага сме по некој инвеститор кој ќе ни овозможи да ни направи таков полигон и да имаме регионални надпревари, да може да вежбат ученици со мопеди, со велосипеди и така натаму. Тоа е една идеја. Втората ние да направиме напори. Градот Куманово е 11 километри од нас, а регионалниот пат не поврзува директно со главниот град, со Скопје.
и ние на ова дестинација, на овој премин помеѓу Скопје и Куманово, може да направиме една детска градинка во која родителите што работат во Скопје ќе можат попатно да ги остават децата тука и да не се децата затворени во еден простор, туку во овие убави услови во природата да седат, а тоа ќе е голем допринос. Покрај таа идеја имаме уште една идеја да направиме, како да го наречам, не зооврт, туку едно како Ноева барка, што ја викат, за примероци од сите домашни животни кои ги чувале во времињата поминати на овие простори. На овие простори посебно било истакнато гуските како заштитен знак некој на ова место население, а може да се чуваат примероци од сите домашни животни, затоа што имаме услови. Пред се имаме родители и луѓе од местото кои се заинтересирани за такво нешто, а со чување на такви животни, на примероци од животни, би можеле да дојдат сите од градските училишта ученици, да ги посетат, да видат што се домашни животни и со што се занимавале порано луѓето. Можам да истакнам дека овие три места, Љубодрак, Ново село и Умидол, се со младо население, има луѓе, има убав музеј направено, има ентузијасти кои работат, кои сакат местното население, местото да го култивират и да го рекламират, да направат убава една туристичка селска дестинација или рурална дестинација, каде што луѓето ќе можат да се прошетат, да излезат од градскиот метеж и да уживат во природата. Во соработка со невладината организација Мајка направивме проект во кој ќе направиме ботаничка градина и ќе засадиме од сите видови на растенија, а покрај корисните растенија може да насадиме и цветна градина да направиме, во која ќе искористиме за некои пригодни свечености, како што помина од сушност цветници. Ние како училиште се вклучивме во манифестацијата Цветници, која од година во година добива се во поголем значај и посетеноста е на задоволително ниво. Се надеваме дека од година ќе имаме и повеќе посетители. Во училиштето Карпош, кое што е оддалечено од градот само 11 километри, настава следат околу 140 ученици од Уминдол, Љубодрак и Ново село. Шест награди за средношколци од Наце Буѓуни и двајца наградени ученици од Основното училиште Браќа Миладиновци на државниот надпревар за млади истражувачи кој изминатиот викенд се одржа во Куманово. Од Наце Буѓуни од областа на роботика прво место освои Матеј Глигориевски, а второ Андреј Јаковски. Во категоријата автоматика втор е Дарко Строимановски, а пофалница за областа примена на софтвер доби ученичката Ева Тимчевска. Ментор на овие ученици е наставникот Маријан Спасиќ. Прво место во категоријата дизајн на веб страници освои ученикот Георги Станојковски под менторство на наставникот Ненад Ставревски. Павел Божиновски освои второ место за примена на софтвер под менторство на наставничката Јелена Поп-Глигорова. Ева Филиповиќ, ученичка од здравствената струка, освои трето место по биохемија, а нејзин ментор е Ленче Ангеловиќ Ѓоршевска. Матеј Спасиќ од Основното училиште Браќа Миладиновци освои прво место, а Леонид Станишковски, исто така девето одделенец во Браќа Миладиновци, освои трето место. И двајцата се наградени во областа компјутерска техника под менторство на наставничката Јулијана Величковски-Петковска.
Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер во 22 часот лишиле од слобода 45 годишен кумановец поради сомнение дека од приватен имот на улицата Косовски бригади во Куманово одзел пари, соопштија надлежните. Тој бил приведен во полициска станица, парите биле пронајдени и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Општина Куманово објави ранг листа на предлог проекти од граѓански организации добиени согласно јавниот повик за граѓански организации и фондации од Општина Куманово за годинава, поврзани со следниве приоритетни области: заштита на животна средина, социјална кохезија и намалување на сиромаштија, туризам и култура и младински иницијативи. Финансиските средства се предвидени во програмата на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики, следење и лер за 2025 година. Средствата во висина од 900.000 денари обезбедени се од буџетот на Општина Куманово за годинава, наменети за граѓански организации и фондации од Општина Куманово за проекти во рамки на стратегиските развојни документи на Општина Куманово соодветни на приоритетните области и цели, пишува во објавата на Општина Куманово. На граничниот премин Табадовце на влез во државата вчера полициски службеници лишиле од слобода државјани на Република Турција. При гранична контрола и проверка во возилото Volkswagen со германска национална ознака која што го управувал, била пронајдена и одземена марихуана. Лицето е приведено во секторот за внатрешни работи Куманово и по целосно документирање на случајот во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти Министерството за внатрешни работи.